Благодарам, господин Мисовски. Дискутираме за буџетот за 2019 година. Пред да почнам со дискусија, сакам една констатација да направам. Че додека бевте опозиција и додека вие, министре, исто така бевте вклучени во активностите околу рушењето на претходната влада, полни ви беа устите со тоа дека претходната влада носеше големи мегаломански буџети и дека тоа стопанството не може да го издржи. Меѓутоа, видете каква иронија. Пред нас имаме историски најголем буџет, предложен од вас. Вие кои што велевте дека ние проектираме огромни буџети. Меѓутоа, тоа е, вие си знаете што сте велели, што правите. Буџет. Идеален буџет треба да се гледа меѓу поставениот баланс на социјалата и на развојот. Идеален буџет, според мене, е што поголем баланс, тоа подобро за држава. Сега, за да овој буџет како таков ние го дискутираме и како таков да имаме доверба дека тоа што сте го предвидели ќе го направите, сметам дека треба претходно да зборниме за тоа што досега сте рекле и што сте направили. Нормално нема да ги искористам цел говор за тоа, меѓутоа сметам дека еден дел од мојата дискусија треба обавезно и тоа да биде опфатено. Минатата година имавте раст на бруто домашниот производ од 0%, 0,1%. Оваа година предвидувавте раст од 3,2%, ги намаливте проекциите со ребалансот на 2,8%, мислам дека ќе бидете среќни ако ја завршите годината со 2% раст. Капиталните расходи за оваа година имавте предвидени на негде околу 400 милиони евра. До 10 месец стигнавте до 123 милиони евра. Сметам дека до крајот на годината, ако стигнете до 150 милиони, исто така ќе видите среќни и задоволни. Градежништвото, уназад, почнувајќи од август 2017 година до ден денешен, секој месец е во пат, споредено со претходните месеци. Бруто инвестициите, кои што толку милувате да кажувате дека вашиот развој се базира на приватната инвестициона активност, а не бек ние, додека бевме на власт, тоа го правевме со државни пари. Бруто инвестициите заедничките, и државните, и приватните, на куп. Негативни 5 квартали, значи година и некој месец. Поред. Негативни. Зошто ова го говорам? Ова го говорам за да имаме слика за каков предлог и од кој е даен предлогот. Од кој е даена проекцијата за 2019 година што ќе се направи. Значи, имајте опредит дека за 2018 година вие го дадовте предлог буџетот, вие рековте и тврдевте дека ќе направиме 400 милиони евра капитални расходи, ќе изградиме нешто капитално во државата, а вие ќе реализирате до крај на годината преку сила 150 милиони. Значи, вашата кредибилност како влада, што велите, а што правите. Тоа е околу кредибилноста и околу тоа колку можете, колку сакате или колку намерно прикажувате дека нешто ќе направите, а всушност не правите. Да се задржам сега на конкретниот предлог буџет. Би кажал 3 поенти генерално кои што мислам дека се многу значајни. За наредната година планирате зголемување на вкупните приходи во буџетот.
сакам да потенцирам пред сите нас тука и пред македонската јавност, дека планираните вкупни приходи, зголемувањето на планираните вкупни приходи, ги базирате на зголемување на арачот спрема граѓаните. Ги зголемувате даноците, ги зголемувате придонесите и ја зголемивте акцизата. Значи, не со работа, не со стварање на додадена вредност на економијата. Туку, едноставно, кога не знае човек да работи, кога нема резултати, што е најлесно? Задолжување и зголемување на даноците. Втората работа, задолжување. Цело време се ваите на тоа дека имаме многу обврски од минатата власт, мора да ги враќаме и така натаму. И секоја недела, тоа е секоја втора недела, се повеќе и повеќе издолжувате македонските граѓани. Во апсолутен износ од 4,7 милиарди евра во 2016 година, стигнати сте негде до 5,10 милиарди евра во 2018 година. И со тенденција за продолжување на задолжувањето. Веројатно вашиот одговор ќе види, да, ама колкав е тоа процент од бруто домашниот производ, а мојот одговор на вашиот одговор ќе види, да, и ние кога се задолжувавме, беше во рамките на бруто домашниот производ во одреден процент, меѓутоа тогаш вијасата устави беше полна со тоа дека ќе настапи колапс во државата, дека ќе дојдеме како Грција, па пишевте писма до меѓународните институции, каде што баравте да се зголеми каматата, што тоа ни се случи и така напред. И третата работа која што сакам да ја потенцирам, дека растот на економијата во 2019 година го базирате на раст на извозот од 8,5%. Сакам да потенцирам дека извозот пред се ќе расти заради фабриките кои што работат во слободните индустријски развојни зони. Фабриките кои што во времето на претходната власт беа отворени, фабриките за кои што вие, како тогашна опозиција, пак ќе повторам, полни ви беа устите со критики, спрема нив, сме им давале многу повластици, па таму работеле луѓето во нечовечки услови, работеле за мизерни плати, меѓутоа благодарејќи на тие фабрики, мислам, прво тоа не е точно што го велевте тогаш, меѓутоа тоа е дискусија за некоја друга тема. Поентата ми е, благодарејќи на тие странски инвестиции, тие фабрики, во тие слободни индустријски зони кои што претходната власт ги донесе, а вие, ево веќе втора година сте на власт, никаква инвестиција немате донесено во слободна индустријска развојна зона, освен отварање на сендвичара, заради тие фабрики ќе имаме поголем раст во економијата од 8,5%. Тоа е генерално кој што сакав да го потенцирам. Малку подетално. Кај ќе ги потрошите пари? Во непродуктивни расходи ќе потрошите повеќе од прилика 60 милиони евра или 3,5 милиарди денари споредено со ребалансот. Значи, овие споредби се што ги давам, ќе видат врз основа на споредба со ребалансот во оваа година, значи всушност споредено со тоа што реално од 2018 година, барем тука негде приближно, бидејќи уште не е завршена годината, уште некој ден, значи со тоа што во 2018 година реално ќе се потроши или ќе се направи. Значи споредено со 2018 година, вие во 2019 година предвидувате дека близу 60 милиони евра повеќе ќе потрошите за плати на доместоци, патни и дневни расходи, комунални услуги, грејење, комуникација, транспорт, материјал и ситен инвентар, поправка и тековно одржување, други тековни расходи и договорни услуги. Договорни услуги, договор во 4 очи, како што вие милувате,
како влада да си терате тендери во 4 очи. Само договорните услуги се повеќе од 8 милиони евра. Значи, тоа е вашиот развоен буџет. Исто така планирате во фондот за иновации повеќе, споредено со 2018 година, да потрошите или да им дадете на располагање 350 милиони денари. Со ребалансот, овој фонд го зголемивте за 170 милиони денари, сега уште на тие уште 350 милиони денари. Фондот за иновации кој што многу добро знаеме какви афери го тресе во минатата година. И вие сега, бидејќи беа многу успешни, им поделија пари на фирми блиски до Социјалдемократскиот сојуз, ќе од големите уште некоја фирма дополнително да си земи некој денар. Греалта се луѓето. За споредба, финансиска подршка за инвестициите ги зголемувате само за 2 милиони евра, споредено со овој фонд. Значи, таму каде што има веќе закони, некоја процедура на делење на помош за фонд за подршка инвестиции, само 2 милиони евра плюс, таму каде што врз основа на согледување на директорот на фондот за иновации во 4 очи може да си дели пари, плюс 6 милиони евра. Велите, се грижиме за животна средина. Една мала, да речам, сугестија. Со ребалансо во Министерството за животна средина скративте 130 милиони денари, сега тие 130 милиони денари ги враќате назад. Тоест, споредено со ребалансо, зголемувате за 130 милиони денари. Не е проблем тоа што предвидувате зголемување и треба да предвидувате во оваа област. Јута, проблем е што историски гледано, како влада, не покажувате резултати на испорачвање на проекти. Тоа е проблем. Што џабе ги пишите, нема да ги направите. Министерството за образование, скративте со ребалансо милиарда денари, сега ги враќате тие милиарда денари. Не вервам. Лани не успеавте да ги потрошите, бидејќи немате проекти, така велите, не знаете да работите или нема услови, ќе си најдете некое образложение, како што имате во капиталните инвестиции, дека трасата била грешна. Сега ќе ги вратиме, не се секирате годинава ќе ги направиме. Тешко. Тешко. Конкретно имате и намалување во Министерството за образование за студентски стандард 150 милиони денари. Значи изградба на студентски домови. Чисто да не подсетам, што говоревте пред да дојдете на власт, во вашата програма, во приоритетните цели кои што ги направите првите 6 месеци кои ќе дојдете на власт. Поминаа скоро 2 години. Програма на така натаму да не ја читам. Што вели? Владата ќе започне изградба на студентски град во Скопје со комплетно нови модерни архитектонски, хортикултурни решенија и така натаму и така натаму. Кај е тој студентски град? Кај е? Ова е само еден дел од програмата. Инако можам да земам тука да вие читам цела програма во првите 6 месеци ќе направите, ништо тоа не е реализирано, меѓутоа не е тоа целта на денешниот муа. Кога сме веќе кај студентските домови, намештајќи сте купувале студентските домови, а не спомнувате дека државната компанија МЕПСО распиша тендер за намештај од 4 милиони евра ова година што помина? Државна компанија е. Мислите не се пари од буџетот. Меѓутоа, ако останат вишок пари, има право владата тие пари да се ги повлече од буџетот, па да ги искористи за нешто друго. Така да, не е така како што вие говори. Да не зборувам за тендерот за цвеќе и аранжмани во износ од околу 600.000 евра. НАТО и ЕУ интеграција. Се што во вашиот експозе, па едно 7-8 пати го спомнавте НАТО и ЕУ интеграцијата.
Да, добро е, треба да одиме таму, треба да сите се стремиме. Меѓутоа, да стигнеме таму, не треба само да го промениме името. Треба и многу други работи да направиме. Ево, за промена на името, гледам, добро ви оди, ќе си стерате да работи. Меѓутоа, треба економија, треба право, треба развој во државата. Не треба тендери во 4 очи на блиски луѓе. Зошто го говорам? Ово говорам чисто да граѓаните знаат дека оваа влада која што предвидува по наводници развоен буџет за наредната година, до сега, освен афери и неработење, нема ништо направено. Па како да ви веруваме дека буџетот кој што ги имате предвидено ќе го реализирате? Како? Врз основа на што? Врз основа на тоа што сакате вие дека ќе направите? Меѓутоа со ќе и што не се прави? Правна држава. Антикорупцијска комисија во Македонија не функционира од април-мај месец минатата година. Оглас имаше, вчера имаше комисија за избор и именувања, пак не поставивте луѓе во антикорупцијска комисија. Зошто? За да не реагира никој кога си ги правите корупцијските скандали. Да нема комисија која што официјално ќе мора да реагира. Пака нема луѓе, ќутете си, терајте си, возо ќе си помини работа. Сега, наоѓајќи се во теснец, да не можете да испорачате резултати, да не можете да го реализирате тоа што сте го ветиле за минатата година и ова што го ветувате за идната година, трчате со избрзани законски решенија. За жал, дел од тие законски решенија, бидејќи тука правиме муаве за економија, се баш во економија. Носите нова даночен систем или го менувате даночниот систем во државата, наврат на нос. На јавна расправа од сите заинтересирани страни кои што беа таму, дојдени, ниеден не ви даде комплетна подршка да ви речи супере, тереј. Сите заинтересирани страни, комори, здруженија, економисти и така натаму, ви најдат забелешка. Кој во еден дел, кој во друг дел. Меѓутоа не вие терате бидејќи сте ветиле нешто и мора да исполните. Дали исполнувањето на тоа нешто ќе има ефект или ќе нема ефект, воопшто не ви важно. Истото сега се случува и со законот за увид во банкарските сметки на УЈАП. Идејата ви е, да, добра, да се олесни начинот на преување на данок, меѓутоа се загрозува приватноста на граѓаните. Имајте во преди дека тоа е многу поважно нешто, него ли дали него ќе се помачи при поднесување на даночна пријава, дали ќе оди до шалтор или нема да. Многу поважно нешто. Да не говорам за помошта на општините што ја направивте, бидејќи не можевте и не знаевте како да потрошите парите, па ги дадовте така непродуктивно. Да не говорам за закони, чисто да се одлечи вниманието на јавноста, пример, кога дојде проблемот со аерозагадувањето заради зимата, поднесовте закон за налепници на возилата, демек со тоа се ќе се реши. Значи, треба да се носат закони кои што ќе имаат ефект, закони кои што се осмислени, а не закони кои што се наврат на нос, смислени, доставени до нас, до пратениците. И на крајот, би сакал да упатам еден апел до вас како Министерство за финансии и воопшто до цела влада, дека треба веќе конечно да престаните да се жалите, дека имате не знам колку обврски, дека тие обврски треба да се сервисираат. Секоја влада има обврски. Ништо не почнува од денес за утре. Се нешто има од претходно што треба да се досработи. Седнете, работете вместо да се жалите. И второ, немојте на граѓаните да им продавате сладка слика дека утре, кој ќе влезиме во ЕУ, во НАТО, ќе течи мед и млеко. Не. Ако ние не си сработиме сами, ни мед ќе течи, ни млеко ќе течи. А тоа зависи од вас како влада.
од реализирање на овој предлог буџет кој што ги имате дајано за наредната година.